Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешното проучување ќе ја завршиме глава 2 од посланието до Филипјаните, во која читаме за Христос како совршен пример кој ние христијаните треба да го следиме, а и за Епафродит и Тимотеј, како верни служители и соработници на апостолот Павле. Повикот на апостолот за црквата во Филипи, а и за нас денес, е да ги имаме истите мисли како Христос, односно, да му дозволиме на Христос со неговата понизност и љубов да ги води и управува нашите животи. Господ Исус Христос е најдобриот пример за тоа што значи да се живее понизен живот. Тој дојде од небото на земјата, со цел да умре на крстот и да плати за нашите гревови. Секој кој верува во него е спасен и се труди во се да го прослави својот Спасител. Тоа е возможно само доколку го имаме истиот став на срцето како Јован Крстител кој рече: тој треба да се зголемува, а јас да се намалувам. Ако тој не се зголемува во и преку вас, можете да бидете сигурни дека не живеете на христијански начин. Без разлика кој сте, без разлика дали сте личност која работи како свештеник, некој кој секоја недела редовно оди на богослужба или некој кој секојдневно ја чита Библијата. Ако Христос не се зголемува во вас, и ако вие, односно вашата грешна природа и себичност не се намалуваат, тогаш вие не сте во Христос и ги немате неговите мисли. Во претходните неколку епизоди размислувавме за тоа како Павле имаше мисли како оние на Христос. Тој за себе велеше дека се излива како жртва лејаница и со тоа покажа дека има само една желба во животот, а тоа е да го прослави Христос преку живот или смрт. Потоа, размислувавме и за Тимотеј, млад и посветен христијанин за кого Павле вели дека е негов истомисленик и човек кој се грижи за тоа што му е мило на Христос. Сега доаѓаме и до Епафродит. Тој беше духовниот водач или пасторот на црквата во Филипи. Токму Епафродит е човекот кој дојде да го посети Павле во затвор и да му ги донесе писмото и подарокот што му ги пратија филипјаните. По некое време, Павле одлучи да го прати Епафродит назад во Филипи со писмо во раката. А во самото писмо го пофалува за неговата посветеност во службата за Евангелието. Тој се идентификува со Епафродит и користи пофални зборови за него. Стих 25. Сметам дека е потребно кај вас да го испратам братот Епафродит, мој сотрудник и соборец во војувањето, а ваш пратеник и помагач во потребите мои. Бидејќи тој копнееше да ве види сите вас и многу жалеше што сте чуле дека бил болен. Павле го нарекува сотрудник, брат и соборец во војувањето. Двајцата стоеа рамо до рамо во борбата против злото и борбата за ширење на Евангелието. Со оглед на тоа што Епафродит беше одсутен од црквата во Филипи некое време, Павле нагласува дека тој копнееше по филипјаните, сакаше што побрзо да ги види и да има заедништво со нив. Од стихот дознаваме и дека Епафродит се разболе додека беше на посета кај Павле во Рим. Кога дозна дека црквата знае за неговата болест, му стана уште потешко, бидејќи знаеше дека ќе се грижат за неговата здравствена состојба. Овој стих е многу важен и мислам дека на соодветен начин ја покажува поврзаноста на црквата во Филипи со нејзиниот духовен водач. Начинот на кој една црква се однесува кон својот водач во голема мерка е знак за духовното здравје на таа заедница. Например, кога одам да проповедам во некоја црква и кога некој од дјаконите ми вели за некој од верниците: овој млад човек е добар проповедник, тоа ми кажува дека таа заедница ги почитува своите духовни авторитети. Од друга страна, кога во некоја црква ме прашуваат како да се справиме со проповедникот и да се ослободиме од него, тоа во многу случаи ми е знак дека нешто не е во ред во таа заедница. Ова го кажав пред малку, но сакам да го повторам. Начинот на кој една заедница се однесува кон духовниот водач или проповедникот по голема мера е знак на нејзиното духовно здравје. Од моето искуство можам да ви кажам дека кога црквите не се однесуваат добро кон духовните водачи, со тек на време имаат многу проблеми, почнуваат да се намалуваат и тивко, но сигурно исчезнуваат. Ѓаволот е многу лукав и знае дека нападот на црквата кон водачот
ќе резултира со катастрофални последици. Во последно време, забележувам дека сатаната повеќе ги напаѓа проповедниците, отколку самиот Божи збор. Например, јас лично одамна одлучив дека нема веќе да проповедам апологетски проповеди. На Библијата не и треба да ја браниме, туку само да ја проповедаме. Ако верно и доследно ја проповедаме Библијата, таа ќе ги менува животите на луѓето. Може би сатаната го свати тоа и затоа вложува се помалку напори и сили во напаѓање на Словото. Но од друга страна, тој се почесто ги напаѓа оние кои проповедаат од Словото. Затоа вие кои проповедате, треба да бидете внимателни. А вие кои сте дел од црквата во која има духовен водач и проповедник, треба да сте свесни дека таа личност е под постојани и сериозни напади. Молете се за вашите свештеници, пастори и проповедници, бидејќи ѓаволот прави се што може да ги уништи, знаејќи дека ако го уништи водачот на заедницата, големи се шансите дека и самата заедница ќе биде уништена. Слушнете што пишува во стих 27. Зашто тој боледуваше дури до умирање, но Бог го помилува, и не само него, туку и мене, за да не ми се натовари една жалост врз друга. Сакам да кажам нешто поврзано со овој стих и предпоставувам некои луѓе ќе сметаат дека мојата изјава е погрешна. Но сметам дека ова е добра прилика за да зборувам за болестите, смртта и исцелението. Денес се појавуваат се повеќе луѓе кои тврдат дека имаат исцелителни способности. И за жал често заведуваат голем број на лековерни луѓе кои се надеваат дека овие така наречени исцелители ќе ги ослободат од нивната беда. Но забележете што пишува во стихот кој го прочитавме. Апостолот Павле јасно кажува дека веќе има една жалост. Мислам дека станува збор за така наречениот трн во телото, за кој им пишува на коринтјаните. Во второто послание до коринтјаните, апостолот вели дека 3 пати го молел Бог да му го тргне тој трн, но Бог не го сторил тоа. Не знам што конкретно бил тој трн, но предпоставувам некаква болест или слабост во неговото тело. Од едно од посланијата пратени до Тимотеј, дознаваме дека и самиот Тимотеј имаше сериозни проблеми со стомакот. Иако, преку Павле, голем број луѓе беа исцелени, сепак тој му порача на младиот Тимотеј да се напие вино за да му помине. Исто е Епафродит. Од стиховите што ги прочитавме, дознаваме дека тој и се разболе, а сепак Павле не го исцели. Верувам дека има ситуации кога Бог ги исцелува болните, но исто така сум уверен дека некогаш Бог дозволува болните да боледуваат. Не знам зошто го прави и дозволува тоа, но сигурен сум дека има добри причини, кои нам во моментот најчесто не ни се откриени. Јас лично не верувам во луѓе кои се исцелители, бидејќи сум свесен дека постои само еден исцелител, а тоа е Господ Бог. Кога бев диагностициран со рак и кога веста се прошири во јавноста, добив многу писма во кои луѓе ми велеа: оди кај и таа личност, има дар да исцелува. Не отидов на посета кај ниту еден исцелител, ама редовно го посетував мојот доктор и уште почесто се молев на Бог кој е вистинскиот исцелител. Му кажав дека сакам да живеам и тој го исполни моето барање. Негова е сета заслуга за тоа што се уште сум жив. Како што можете да забележите, дури апостолот Павле при крајот на неговиот живот и служба не ставаше голем нагласок на исцеленијата. Тој имаше двајца млади и блиски соработници кои имаа сериозни здравствени проблеми, но сепак не ги исцели. Не знам зошто е тоа така. Можеби апостолот се молеше за нив, а сепак Бог одлучи да не ги исцели. Но во секој случај, мислам дека без разлика на се, апостолот ги учеше своите млади соработници да му веруваат на Христос, било тоа да е во здравје или во болест. Продолжуваме со читање. Во следниот стих Павле ги открива неговите планови за Епафродит. Забележете што пишува во стих 28. Поради тоа го испратив поскоро. Та, штом ќе го видите пак, да се израдувате, а јас да бидам помалку нажален. Павле знаеше дека црквата во Филипи тагува поради отсуството на Епафродит и затоа реши да ги израдува и да го испрати назад. Стих 29. Примете го пак во Господ со секаква радост и такви почитувајте. Павле јасно побара од црквата во Филипи да го почитува Епафродит и луѓето како него.
Ова е еден важен духовен принцип кој треба да се практикува во црквата. Оние кои имаат водечки позиции во црквата и се вклучени во поучување и проповедање на зборот, треба да бидат почитувани за нивната служба. Тоа не значи дека самата личност е заслужна за каква било слава, но сепак е добро и библиски на таквите да им се даде почит за тоа што го прават. Проповедањето на Божиот збор е од исклучителна важност во овој свет. И оние кои активно го прават тоа, треба со радост да бидат примени и почитувани од страна на другите христијани. Тоа е она кое Павле го вели во стихот што го прочитавме. Црквата треба активно да го проповеда Божиот збор, а не да се занимава со психологија, мотивацијски говори или пак политика. Проповедалните се места од кои треба да се проповеда словото за спасение на грешните луѓе. Евангелието е единствената надеж за овој свет. Затоа се трудам да поучувам и проповедам, бидејќи сум свесен дека во крајна смисла сите проблеми во овој свет имаат духовен корен. Живееме во хаос, бидејќи ние луѓето му го свртевме грбот на Бог, а во писмото дознаваме како да се вратиме назад кај Него и да го обновиме нашето заедништво со Создателот. Ке го прочитам и последниот стих од глава 2. Бидејќи за Христовото дело тој беше скоро на умирање, не жалејќи го својот живот, за да го дополни недостигот на вашата служба кон мене. Не знам каков ефект имаат за вас зборовите кои што туку ги прочитавме, но јас се наежив кога ги прочитав. Како и апостолот Павле, така и Епафродит беше човек кој го жртвуваше својот живот за да му служи на Христос. Павле вели дека Епафродит не го жалеше својот живот, односно, тоа значи не му беше важно да си го запази животот, туку сакаше да го положи во служба за Евангелието. Сте сретнале ли некогаш таков човек? Мислам дека во денешницата таквите луѓе се реткост. Апостолот Павле и неговите најблиски соработници беа понизни луѓе чија главна цел беше што повеќе луѓе да ја слушнат радосната вест за Исус Христос. Тие не се плашеа од римските власти и од прогонствата против христијаните кои особено во тој период беа многу жестоки. Тие беа подготвени да бидат фрлени во затвор и измачувани само поради Евангелието. Замислете дека се наоѓате во Рим во втората половина од првиот век. Шетате по улица и одеднаш забележувате човек во синџири, а до него има војник. Името на човекот во синџири е Павле. Но иако е во таква околност, тој не е обесхрабрен и тажен, туку се радува, бидејќи дури и кога не е на слобода, тој може да му служи на својот Господ и Спасител Исус Христос. Нему не му е важна слободата, туку службата. Такви беа и неговите соработници. Ако се прашувате зошто овие тројца живееа на таков начин, наједноставниот одговор е следниот. Бидејќи ги имаа мислите на Христос. Тие беа понизни луѓе кои не мислеа само на себе и на своите интереси, туку ги положија животите за доброто и интересите на другите луѓе. Глава 3. Со тоа доаѓаме до глава 3 од посланието до Филипјаните. Веќе проучивме половина од ова послание и се надевам дека се што кажав досега ви е од некаква полза. Темата на глава 3 е наградата за христијанскиот живот. Во глава 1 темата е филозофијата на христијанскиот живот, која е опишана со зборовите: за мене да умрам е придобивка, а да живеам Христос. Во глава 2 темата е примерот за христијанскиот живот, која е опишана со зборовите: имајте ги истите мисли како Христос. Ако живееме за да му угодиме на Христос и ако имаме исти мисли како Него, тогаш ќе добиеме награда која доаѓа од Бог. Во глава 3 апостолот Павле пишува дека го заборава тоа што е зад него и се стреми кон тоа што е пред него, а тоа е наградата која Бог ја има за него во Христос Исус. Во овој дел од посланието, тој исто така пишува за тоа како го живеел животот пред Христос и како спознавањето и следењето на Христос драстично го променило. Павле веруваше дека доаѓа ден кога Бог ќе го воспостави своето царство на земјата. Токму затоа, во оваа глава пишува дека сите оние кои се во Христос, било да се евреи или неевреи, имаат прекрасна надеж, бидејќи доаѓа ден кога Христос ќе ги повика своите и ќе ги земе при себе. Со оглед на тоа што не ни преостанува многу време за денешната епизода, ќе го прочитам
и накратко ќе го прокоментирам првиот стих од оваа глава. Но, браќа мои, радувајте се во Господ. Со овие зборови започнува глава 3, а истите ќе ги најдете и некаде на крајот на посланието. Како што забележувате, тој повторно ја отвара радоста како тема и ги охрабрува верните да се радуваат во Господ. Во некои англиски преводи стои: за крај, браќа мои, радувајте се во Господ. И поради тоа некои теолози сметаат дека апостолот планирал тука да го заврши посланието, но Светиот Дух го поттикнал да продолжи да пишува. Пред некое време имав можност да зборувам на конференција и откако конференцијата заврши, сопругата ме пофали дека говорот бил добар, но додаде: имаше еден момент во твојот говор кога кажа дека завршуваш и после продолжи да зборуваш уште 15 минути. Таа е моја сопруга и има право да разговара така со мене. Го прифатив нејзиниот совет, но додека се подготвував за оваа епизода и ги прочитав зборовите на Павле, се сетив на тој момент. Да ве потсетам на контекстот на ова послание. Како и сите други христијани во првиот век, филипјаните се соочуваа со силна опозиција поради нивната вера во Христос. Во ситуација во која се притиснати од многу страни, Павле ги подсетува дека во Господ имаат радост и треба да се радуваат. Тажните и обесхрабрени христијани се навистина лошо сведоштво за Христос. Ке го прочитам пак првиот стих од глава 3. Но, браќа мои, радувајте се во Господ, зашто мене не ми е здодевно да ви пишувам исти нешта, а за вас тоа значи безбедност. Со други зборови, Павле им вели дека воопшто не му беше здодевно или тешко да им го напише ова писмо. Мислам дека со голема радост во срцето им се обрати и им ги кажа сите овие нешта кои се дел од посланието. За разлика од црквата во Филипи, црквите во Галатија и Коринт беа доста проблематични и мислам дека кога Павле им пишуваше, не му беше воопшто лесно. Тука ќе завршиме со денешното проучување, а во следното ќе почнеме со подетална обработка на глава 3. Се надевам дека ќе ни се придружите повторно. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.